се вративме во нашата училница, сега имаме час по биологија за 7 оделение, така? За 8. За 8 оделение. За 7 поминавме со адаптација. Точно. Брзо лета времето. Брзо летна времето, да. Денеска ќе наблюдуваме растенија и ќе видиме што се припаѓа во растенија и како се класифицирани растенијата. Па идеме на почитната страница. Еве едно растение, ова намерно го земав, бидејќи на него се калемени 40 вида на овошја. Успеало на некој што му во моментот што му текнало, значи успеал со години да калеми различни растенија, па затоа добиваме со различни бои во текот на пролета, бидејќи се работи за различни овошја. Секој денеска, значи, ќе се запознаваме со царството на растенија, тоа од 5 царства, ги има околу 350.000 видови, затоа представува огромно царство. Значи ги има ниски, мали, грмушасти, до джиновски и големи. Каде можеме да ги сретнеме растенијата? Секаде, каде што има зелено, да. Паркови, градини, домови, па дури планини, па дури и на нашата чинија. Така, сега во овој период и на нашата чинија. Секоја растенија се состои од корен кој е длабоко во почвата и му помага да абсорбира вода од почвата, стебленце, ливчиња и свет, плод и семе. Ајде сега понатаму да идеме. Зошто ни се важни растенијата? Јас овде дадов слика што представува ова, дали знаете? Жито. Жито, да, жито, кое што е основна храна за нас, населението, но исто така и за добитокот. Зошто ни се важни растенијата? Пред се, тие создаваат храна со процесот на фотосинтезата и затоа се нарекуваат произведувачи. Но со фотосинтезата, освен храна, создаваат и испуштаат кислород, кој што ние го дишиме. Освен тоа, нивните корени се доволно јаки да спречат оние ерозии што ги има во одредени делови од земјата. Значи, корените кои што длабоко ги пуштаат во почвата, овозможуваат да нема ерозии. Или поплавите исто ги ја примаат повеќе водата. Ја примаат водата, сега ми беше тоа и баш ми го... Извинете. Ја абсорбираат влагата и ја задржуваат влагата во почвата. Да, токму така, Ана, браво. Еве го едно царство на растенија. Што све спаѓа во растенија, ќе забележиме во наредниот слайд. Ова е една ботаничка градина. Овој час би сакала јас да го одржам во една ваква ботаничка градина. Би било прекрасно. Би било прекрасно, меѓутоа условите не ни дозволуваат овој пат. Така би можели во живо да ги погледнеме сите примероци на растенија. Дали сте ја посетиле ботаничката градина на Природно-математичкиот факултет и моите ученици ги носев таму и стварно е прекрасно. Кој има желба може да си отиде и да види. Преубава. Да. Ајде да видиме што представуваат растенијата и зошто се тие едно огромно царство. Растенијата се повеќе клеточни организми кои сами си создаваат храна. Сите оние кои што сами создаваат храна во процесот на фотосинтезата спаѓаат во огромното царство на растенија со 350.000 видови. Наредниот слайд, пошто имаме многу. Како ги класифицираме растенијата? Растенијата според градбата и според начинот на размножување ги класифицираме на две големи групи, на безсемени растенија и семени растенија. Во безсемени растенија спаѓаат мововите. Мововите се мали зелени растенија кои живеат на влажни и осојни места. Немаат вистински органи и ткива. Јас повторно. Тука нема. Добро. Па некогаш се појавува, некогаш не. Ке мора да вратиме. Има свој ум тоа. Добро. Телевизорот. Ајде да го копирам. Поред. Добро. После ова. Ево. Ете. Техника. Цвајнштајн. Техничка поддршка. Да, техничка поддршка. Цвајнштајн. Што значи, тие немаат издиференциран коренче, стебло и лист, туку имаат како некои мали ресички кои има улога на корен и ситни гранчиња. Се размножуваат во присуство само на вода
и бидејќи живеат на влажни места со помош на спори. Значи, затоа испаѓаат во бесемени растенија, односно спорите им се овде и тие се сместени во торбички. Значи, со помош на водата се расајуваат и така се размножуваат. Мораме да кажеме за мововите дека представуваат пионирски растенија. Што значи пионири? Први? Први, така е. Први растенија кои што ја населиле нашата земја планета и на тој начин, бидејќи имаат киселини во нив, ги раздробуваат карпите, и создаваат плодна почва за населување на други живи организми. Дали растенија други, дали затоа ги сметаме како најстари растенија кои што се појавиле на планетата Земја. Првобитни, да. Се си има своја улога и своја цел за што се појавуваат. Во бесемените растенија исто спаѓаат и мововите, значи папратите. За разлика од мововите, папратите имаат издиференцирано коренче, подземно стебло и ливчиња. Тие исто така ги населуваат влажните места, меѓутоа познати се уште од диносаурусите, бидејќи тогаш биле во џиновска големина, со тек на време почнале да јагленисуваат и на тој начин добиваме рудници за јаглен, кои што денеска го користиме како фосилно гориво. Тоа е од папратите и тие се размножуваат со помош на спори, затоа кои се наоѓаат на опачината на листот и затоа се сместени во бесемени растенија. Ајде, наредно. Ова е малку подолга лекција, се надам дека ви е интересна. Интересна. Семени растенија, тоа се најголемата група на растенија кои што се култивирани и доста распространети, околу 250.000 има видови на семени растенија. Па овдека го ставивме Петар, кој што е млад научник, кој што во моментот го проучува животниот пат како се развива една семка. Семените растенија, и самото име кажува, се размножуваат со помош на семки и тие имаат изградено корен, стебло и ливчиња, цвет, плод и семе, што се гледа од сликата, наредната слика. Ете, имаме и таму семења од претходниот час. Да, и овие се семења, да. Да, семења. Значи, некои растенија, животот го започнуваат од семе, еве, например, како кај гравчето, а други растенија од луковица, како лалето, сега присутни во нашите градини. Наредно. Сега, група на семени растенија се поделени на две големи групи, тоа се голосемени растенија, сега ќе ви објаснам зошто се викаат така, и скриено семени растенија. Голосемените растенија и самото име кажува затоа што нивната семка е така во наводници кажано гола, односно не е обкружена со заштитна обвивка, како што е кај семените растенија, ќе разгледаме. Овие растенија имаат форма на иглички и затоа уште се наречени иглолисни растенија и се зимзелени растенија. Кај нас ендемски вид што го има само на пелистер, представува моликата, така, моликата, и таа спаѓа во иглолисни голосемени растенија, обично се дрвенести растенија, тоа се една од постарите живи растенија, има пронајдено едно растение, значи во форма на бор во Америка, кое што е старо 4900 години. Вау! Уште е живо. Овие растенија, само да кажам, дека се размножуваат со помош на семката која што се наоѓа во женската дрвенеста шишарка, а ова представува машка шишарка. Еве ги скриено семените растенија, кои што изобилуваат, со доста јаки цветови, јаки бои, во различни бои, со различни опојни мириси, од нив има и лековити, и корисни кои што ги користиме, но исто така има и отровни, кои што имаат и неспецифичен мирис. Овие растенија, и самото име кажува, се размножуваат со семка која е заштитена во плод. Па да видиме наредната. Еве ги семките, ги имаме и тука. И благодарам на колишката што ги остави.
Значи, овие се различни семки од кои што ако ги натопиме во вода, може да никне едно младо здраво растение, така кој што подоцна ќе го употребиме во нашата исхрана и тие се поделени по видот, значи по видот тоа како се развиваат, се поделени на две големи групи, монокотиледони и дикотиледони. Сега ќе може ли да се поврземе со лалето и со гравчето? Да се вратиме? Да се вратиме, да. Ни треба... Па ќе завршиме брзо. Така. Подоле лалето и гравчето. Еве го. Ете го. Да. И сега овде. Во монокотиледони рековме дека спаѓа лалето. Значи тоа се растенија кои што имаат еден котиледон, значи нивните семки имаат еден котиледон, а се користат во нашата исхрана, исхраната на добитокот. Во нив спаѓаат житните растенија, тревата, спаѓа кокосот, бамбусот, потоа луковици како што се кромит, прас, лук, еве го гледаме лалето, зумбулот, така, кокичето. Разликата е во нивната физиономија на коренот. Значи, кај монокотиледоните коренот нема изграден диференцирано, него е во форма на жилички, за разлика од дикотиледоните кои што е осков. Потоа разлика во формата на ливчињата, односно жилите во ливчињето дека се паралелни, таму се мрежесто поставени. Потоа разлика има во нивните цветови, овдека се трочлени, овдека се петчлени. Разлика во поставеноста на спроводните садови. Значи овде се поставени, значи округло, се поставени расврлано, а овде се во округла форма и така натаму. А во дикотиледони ни спаѓаат, рековме, гравчето. Тие се составени од два котиледона, во кои што се наоѓа николец, и сега видовме во видеото како тој николец премина во младо растение. Еве ги тие два дикотиледони, од кои што се исхранува николецот и настанува новото младо растение. Ајде да резимираме. Последното, што денеска научивме, и да ми кажете кој е ваше омилено овошје и омилен зеленчук. Може. Ајде, заклучок, значи царството на растенија опфаќа околу 350.000 видови, а во растенија, рековме, се спаѓаат сите живи организми кои што можат да создаваат храна во процесот на фотосинтеза. Се поделени на две големи групи во зависност од градбата и начинот на размножување, во безсемени и семени. Без семените, а овдека нешто отишло, овде треба да биде скриено семените, добро. Значи ова без да го гледаме, да. Мовови се без семени. Мовови и папрати, а во семени беа голосемени и скриено семени. Голосемените беа иглолистните, каде што семката беше гола, значи без обвивка заштитна, без плод. а во скриена семени се оние кои што имаат со заштитна обвивка, кои што се поделени на големи две групи на монокотиледони и дикотиледони во зависност од тоа каков е нивниот семеново ливче, дали од едно или од две. Одлично, наставничке, ние може да одиме со една кратка пауза и да продолжиме со следниот час, или може да им дадеме на домашна работа на учениците? Домашна работа да запишат кој е нивното омилено овошје и зеленчук и каде да ги сместиме во која група на растенија. Одлично. Одлично, наставничке. Ние ќе одиме со еден краток џингл и повторно ќе се вратиме на час по биологија за 9-то оделение.